Втората платформа за паркирање, изградба започна во текот на денешниот ден, ќе биде изградена по истиот принцип како постоечката која се наоѓа од спротивната страна на коритото на река Отиња, со истите содржини и нагиб за истекување на атмосферските води. Предвидени се само неколку измени поврзани со сигурноста. Погледнато од двата моста, и од камениот мост, и од мостот од кај гимназијата, да имаме една рамномерна слика на двете платформи. На оваа платформа ќе се разликува само во тој дел што потпорниот зид на овој дел на платформата испред училиштето Ванчо Прке, бидејќи е срушен и тротоарот веќе водата го однесе. Значи овде, за разлика од другата, имаме изведба прво на потпорниот зид и понатаму платформата ќе биде на исти начин третирана со иста конструкција. Уште нешто слично со постоечката платформа е тоа што ќе има изброена места за паркирање. Ќе може да се паркираат 15 автомобили. Истовремено со изградбата на платформата ќе се уредува и местото за тротоар кој беше уништен кога започна реализацијата на проектот на претходниот градоначалник на општина Штип за реконструкција на плоштадот Слобода и неколкуте платформи. Поради бавното работење на тогаш избраната бугарска фирма Кибилд, актуелниот градоначалник примариус магистер Илчо Захариев го прекина договорот и со фирмата изведувач и со Светска банка. Од тогаш до денес остатоците од започнатите платформи на кејот на реката Отиња во централното градско подрачје беа рак рана, која самиот Захариев ја отстрани. Првата платформа делумно е изградена со средства од околните предпријатија. Оваа ќе се финансира од буџетот на општината. Финансирањето е на општината. Оваа платформа е доста поскапа, бидејќи потпорниот зид има некаде околу 80.000 евра. Во зависност од финансиските можности на општина Штип, Наџинска најави дека е предвидено да се заврши и третата платформа во непосредна близина на Стопанска банка.